Зелена алтернатива организираа мирен протест пред Основниот суд во Скопје, барајки да се ослободи од обвиненија основачот на Сдруженијето. А мирен протест ќе организират. Каков протест можат овие да организират? Зелена алтернатива смета дека научно е докажано дека марихуаната може да помага доколку имате некакви здравствени проблеми, но не смета така и Унијата на млади сили на ВМРО. Еве шо мислат тие за марихуаната, штетни ефекти, намалена мотивација. Ноп, нема такво нешто. На некој што му се пуши ганџа, бате, ако нема бе, ако требит пешки од овде до Месопотамија ќе стигнит за да запалите едно цигаре. Не да е мотивиран, бучит. Понатаму, параноја и загриженост. Зашто иначе овие што не пушат марихуана, едни такви опуштени, едни така релаксирани цело време, никаква нервоза, никаков стрес нема, едно спокојство што ги обземат, а бе шо? Под затворени очи, избришете го последново. Многу во сонцето гледате, сонциња мили. Жедност, рак на грлото, заболување на белите дробови, ама ова најако ми е. Пази, зголемен апетит, тоа е едно прилична лоша работа, да. Јас се сеќавам, уште малко бев, баба ми секогаш ми велеше. Аз седнев на маса, немој си каснал. Не јади стоко! Наркоман сакаш да станиш? Не сакам. Но, сепак, демократија е она со кое што ние секојдневно си се дрогираме сите најмили, така да секој за себе нека си одлучи дали сакат или не сакат да другаруваат со зелени рабојке. Одлучете си сами, големи сте. А УМС на ВМРО кој веќе решиле да се занимаваат со штетните последици од болестите на зависност, не е лошо да ни објаснат исто така за штетните последици на гледањето на турски серии.